Во денешната програма Гласот од ковината ќе разговараме за нашата географија. Можам да ги подсетам слушателите дека пред известно време нагости ни беше професор доктор Ивица Милевски од Природно-математичкиот факултет од Институтот за географија Скопје. Разговаравме, да речам подсетување, разговаравме за нашиот релјеф, за вулканите на македонскиот простор, за формирањето на планинските масиви, за формирањето на езерата и реките. Значи, една историска географија, поопширно успеавме да им ја пренесеме на сите слушатели на програмата Гласот од ковината. Овој пат секако ќе разговараме исто од областа на географијата, но бидејќи таа е голема и богата наука и има мноштво теми, така што ќе одвоиме само некој дел од нив и сакајќи да ви го задржиме вашето внимание, сакајќи да прозвучиме со интересни податоци и факти, со некои специфични работи токму за македонската почва, за вашата и нашата ковина. Професоре, добре дојдовте во програмата Гласот од ковината. Јас реков дека темите се изобилство, меѓутоа на некои од нив можеме да се задржиме, со кое што ќе го предизвикаме вниманието на слушателите. Благодарам уште еднаш за поканата, повтор пат, и драго ќе ми биде за некои работи што се вака интересни, недоволно познати, да ги пласираме на поширокиот аудиториум, за да се стекнат одредени впечатоци и одредени сознанија за тоа со што располагаме, како природни, антропогени вредности и така натаму. Географијата е голема наука, а само да подсетиме дека при Институтот за географија постои Македонското географско друштво и веќе прослави, да речам, 70 години од своето постоење. Тоа значат многу голем број активности, голем број семинари, но сега јас да не ги набројувам работите. Еве, вие пролетва, како и други пролети наред наназад, одржавте семинар, одржавте средби, научни конференции, соработки со македонските географи. Да, Македонското географско друштво е навистина едно од најстарите вакви организации во Република Македонија и најстаро географско друштво во Македонија, така да уште од 1946 година почнува со одредени активности до ден денес. Тие се перманентно изведуваат во смисла на не само семинари, во смисла на издавање на одредени списанија кои што се интересни за географите и неопходни, како што се географски разгледи. Еден период тоа беше и географски видик и така натаму. Сега во функционирањето на друштвото, значи главен акцент е ставен на изведувањето на регионалните и државните надпревари по географија, во кои се истакнуваат и каде доаѓаат до израз најдобрите географи и нивните ментори во Република Македонија. А од друга страна, исто така, акцент е ставен и на организација на семинари. Порано беа тие еднаш во текот на годината, сега се организираат во пролетниот период и во есенскиот период како пролетен и есенски семинар, а главната цел е наставниците, професорите по географија да добијат сознанија за одредени новитети, кои сознанија понатаму ќе може да ги пласираат и на учениците, за да се исто така добие увид во она што е ново што се случува во географијата и сродните дисциплини нејзини. Исто така треба да напоменеме дека од време на време, значи на 4 до 5 години се организира голем географски конгрес или конгрес на Македонско географско друштво, а на 2 до 3 години имаме и симпозиуми, тематски симпозиуми посветени дали ќе биде тоа развој на рурални подрачја, дали ќе биде одржливиот развој и неговите перспективи и така натаму, така да од сите тие случувања обично се издаваат одредени зборници, материјали кои во последно време се достапни и онлайн, односно можат на интернет да се најдат и да бидат според нашите согледувања доста интересни за не само за географите, туку и за поширокиот круг на заинтересирани во географијата. Така. Вашата активност подразбира и меѓународна соработка, како што ми споменавте дека очекувате гости од соседството, секако тоа подразбира научна соработка. Да, секако е еден од главните акценти исто така на делувањето на друштвото е соработка со што поголем број на географски друштва и во соседството и на Балканот, меѓутоа и пошироко размена на
списание, размена на сознание и така натаму, значи гостувања нивни овде кај нас и обратно, значи со цел да бидеме присутни како македонско географско друштво што повеќе не само во Македонија, меѓутоа и надвор од Македонија и да бидеме репрезент на географската наука, да кажеме, и оние работи и сознание што се карактеристични и уникатни за нашето подрачје. Географијата како наука е интересна од разни аспекти. Ајде сега по овој разговор да го искористиме, да се задржиме нешто повеќе географијата, да речеме географијата во функција на туризмот. Колку е важно географите да ни презентираат нам, влюбениците во природата, влюбениците во шетањето воопшто, да дознаеме за некои места за кои што навистина на прв поглед можеби изгледаат неинтересни, бидејќи не знаејќи ја нивната заднина или не знаејќи го значењето на одреден локалитет, поминуваме бегло, поминуваме онака како да не сме биле тамо. Додека ако не идеме на некои податоци, ако дознаеме нешто повеќе конкретно за некое место, тоа може да ни предизвика голем интерес и внимание, да сакаме да појдеме да видиме што е тоа што е убаво во Македонија. А такви места секако има многу. Со ваша помош, еве, јас ќе ги подсетам слушателите дека честопати во програмата Глас од татковината презентирам ваши извадоци од вашиот портал, каде што има повеќе, да речам, има убави работи кои што предизвикуваат внимание за да се посетат, да се видат и да се дознае нешто повеќе за нив. Така, јас пред се да кажам, значи специјалноста ми е физичка географија. Тоа подразбира, значи, релјефот, климата, водите и така натаму, посебно делот на релјефот, значи, тоа ми е една професионална определба и истражувачка определба. И навистина во минатите 22-3 години, значи како што се занимавам со таа област, скоро и да нема место во Република Македонија кое не го имам посетено, видено и навистина се имам изненадено и јас самиот, значи, од огромниот број на појави на места кои што и луѓето од локалното население не им се доволно познати или гледат на нив со некои мистични размислувања и така натаму, или со страв дури понекогаш. За нас пошироко, значи во Македонија се слабо познати, ние се восхитуваме на одредени појави кои што ги има во други држави, меѓутоа понекогаш слабо знаеме или непознато ни она што го имаме во сопствената држава. Така да, значи, сплетото на уште во претходната емисија кога зборувавме, значи, за настанувањето на Македонија, на подрачето, геолошко настанување на подрачето на Македонија, укажавме дека за жал или за среќа, значи, ние сме на судирот на таа африканска и европска плоча и тоа предизвикало, значи, такви силни процеси, значи, набирања, издигања на планини, формирање на котлини и така натаму, што условило изворедно мозаичен и карактеристичен релјеф, каков што нема во, речиси, ни една друга европска држава. Значи, спомнавме дека имаме некаде околу 40 на планини, навистина огромен број на планини на мала површина, околу 20 на котлини, огромен број на клисури, некои од нив во вид на кањони и така натаму, така да навистина во однос на природата имаме вистинско изобилство од различни појави, процеси и така натаму. Рековме на луѓето, например, еве моментално нешто што деновиве го работиме, значи заедно со едно планинарско друштво Козјак од Куманово, да кажеме, например, на само 4-5 километри јужно од Куманово е таа така наречена Бислимска клисура на реката Пчиња, која што речиси воопшто не беше позната за луѓето од град кој што има скоро 100.000 жители, и неколку посети организиравме до таму и навистина сите беа изненадени дека на само 5-6 км јужно од градот имаме кањонче карактеристично со должина од околу 6-7 км со 10-15 пештери внатре, некои пештери навистина многу интересни со сите оние сталактити, сталагмити, пештарски украси други кои што
навистина со различни бои, од сребреникава боја преку беличеста до жолтеникава и така натаму. Така да посетителите беа фасцинирани дека еве навистина неверојатно нешто на така мало растојание и толку да биде непознат тој простор, и пристапивме кон одредено уредување, промоција и така натаму. Меѓутоа, мора секогаш да се води сметка да таквите уникатни места во Македонија, значи да бидат во исто време промовирани, ама и заштитени, односно да не бидат уништувани и така натаму. Имаме бројни примери, значи во Македонија, скоро да нема простор каде што нема нешто интересно, уникатно. Ние сега пред неколку месеци изработивме една студија за баш точно за физичко-географските уникатности на Македонија. Така да, тргнувајќи од високите планини, значи имаме 13 високи планини над 2000 метри, што исто така огромен број на планини на мала површина, од највисоката планина, односно планински масив Кораб со 2764 метри, значи со голем број на високи врвови, некои навистина со, да не кажеме, со алпски карактеристики, голем број на така наречени циркови, слично и на Шар планина, значи огромен број на врвови над 2500 метри или над 2000 метри, со 19-20 така наречени глацијални езера или планински очи. Кој од кој езеро навистина е поубаво и поинтересно. Така да е вистински феномен да се искачи човек и да види каква убавина е присутна на тој простор. Многу интересно беше пред минатата година и предминатата година, значи бевме на планината Јабланица, значи во близина на Струга, меѓу Дебар и Струга, и навистина прекрасни исто така форми, така наречени циркови, 4 големи планински глацијални езера, кои што, например, видовме горе дека има присутно некаде 3-40 странски туристи, а ниту еден домашен турист. Значи, дури тие разбрале дека имаме нешто преубаво, уникатно, значи нешто што е останато од пред 10-15 илјади години, создадено, формирано и така натаму. Така да дури дел од туристите се капеа, бидејќи температурата на водата, иако се многу високо езерата на 2000-2100 метри, значи температурата може да достигне и до 20-23-4 степени Целзиус, така да навистина тоа беше една огромна атракција за нив. Да не зборуваме тука за исти такви езера, например на Пелистер, кој што ги имаме, значи големото Пелистерско и малото Пелистерско езеро, посебно атрактивното големо, атрактивно големо Пелистерско езеро, кое што има длабочина до околу 15 метри, голема прозирност на водата и така натаму, така да во било кој период од денот има некако различна боја и навистина е посебно доживување да се наблюдува и од страната кај што е пленарскиот дом на езерото, меѓутоа и горе над езерото кој ќе се искачи човек и во лето, меѓутоа и во зимскиот период. Значи, тоа е само еден пример она што кажавме, или например на планината Јакупица, навистина имаме изворедно богатство од форми, појави, бегово поле, други некои карсни полиња, или на планината Бистра исто така, значи горниот повисокиот дел, значи овие високи планини навистина над 1700-800 метри нудат уникатен пейсаж, оној алпски пейсаж како да е човек во Швајцарија навистина, така да е преубаво за посета. За среќа во последно време во Македонија последните неколку години расте свеста дека треба што почесто да се поминува време во природа и на планина, бидејќи таму поминуваат сите оние стресни моменти од градските гужви, од градските средини, од загадувањето и така натаму. И задоволство е, например, во однос ако споредиме од пред 10 на 15 години, значи бројката стално расне на посетители, рекреативци, па и туристи од земјата и од странство кои што сака да ги посетат нашите планини. Да не зборуваме тука, освен ова сега што го спомнавме, рековме кањонот на реката Радика, посебно некои нејзини делови, кои што, значи, ние имавме прилика со групи на странци да шетаме навистина воодушевени, бидејќи еден од најубавите кањони во Европа е, значи со длабочина на некои места и до 1000 метри, со огромен број на пештери по страните на кањонот. Понатаму кањонот кај Демиркаписка клисура на така наречена Иберлиска река. Значи, тоа се навистина фасцинантни места кои што значи доаѓаат странски некогаш истражувачи, ги снимаат, ги фотографираат и можеме да ги најдеме дури во
National Geographic или во некои други познати странски изданија, а понекогаш, рековме, не се познати или сосема малку се познати на локалното или домашното население на луѓето во Македонија, и затоа велиме располагаме со фасцинантна, фантастична природа во било кој поглед, било да станува збор за огромен број на видови на карпи, минерали, ретки минерали, она што се зборува што го имаме во Алшар, значи на југот на Македонија, значи јужно од Кавадарци, каде што навистина вулканите пред 2-3 милиони години создале депозити, наслаги на уникатни минерали, како што се лорандит и така натаму, кои што се јавува само на 2-3 места во светот, а Алшарскиот се смета за најквалитетен и дури научниците од НАСА се заинтересирани, односно бараат таков лорандит за да може да се огледаат каква е активноста на Сонцето. Значи, со тој лорандит фактички ти успева да се огледа што се случува во внатрешноста на Сонцето и каква ќе биде активноста на Сонцето во следните десетици, стотици, па и илјади години, благодарение на тој лорандит кој што го има во Алшар. Значи, имаме после тоа огромен број на пештери, некаде околу 500 пештери, од кои што околу 350 се добро истражени. За жал, само 2-3 пештери се оспособени за посета, иако има можност, значи, барем негде околу 30-40 пештери да имаме прилагодени за посета. Некои пештери кај нас имаат езера внатре, значи мали езерца внатре. Имаме и пештери кои што имаат подземни водопади, кои што се фасцинантни, например, за фотографирање и за гледање и така натаму, како што е пештерата кај село Ѓоноица или Ѓоноичка пештера, значи која што има водопад висок 6-7 метри, значи навистина фасцинантно нешто. Имаме долги пештери како што е Слатински извор пештерата, значи која што со најновите истражувања е некаде преку 4 километри во должина и така натаму. Значи навистина, или ако земеме на пример во источниот дел на Македонија, во Беровско, Пехчевско, имаме тие така наречени мелови одсеси во земјиште кои што се исто уникатни, со височина од 50-100 метри, 120 метри, така наречени земјени пирамиди или камени кукли, како што е Кукулје кај Беровско, Делчевско, понатаму Куклица кај Кратовско и така натаму. Значи, еден огромен број на појави на клисури и уште, да кажам, на некој начин се откриваат, бидејќи еве ние имавме за прв пат една подетална истражувачка акција, да кажеме, на Скопска Црна Гора минатата година и видовме, да кажеме, Липковска река со низините извршни делови, Гошинска река и така наречена Камена река. Значи, каков карактеристичен кањон изградила реката, со исто така пештери по страните, преубав изглед со делови кои што се длабоко вертикално сечени во мермери и така натаму, со водопади во долниот дел и навистина, значи, на некој начин беше јасно дека се уште можеби има делови кои што треба да се доистражат и кои што не се познати дури ни на научната јавност. Секако и водопадите предизвикуваат интерес кај посетителите, кај љубениците во природата, а и има убави водопади во Македонија кои треба да се посетат. Да, водопадите, значи, се исто така една фасцинантна појава, интересна појава и за среќа водопадите, посебно на планината Беласица, во минатиот период се добро истражени, промовирани, така да се знае дека, например, Смоларскиот, Колешинскиот водопад, во поново време Габровскиот водопад се навистина уникатни, посебно кога има поголем протек на вода или после врнежлив период или во пролетен период, така да привлекуваат огромен број на посетители во последно време и од државата, меѓутоа се повеќе и од Република Букарија, од Грција, од Србија и така натаму, кои што ги посетуваат и остануваат одреден период тука да ги видат водопад. Меѓутоа, со последните податоци испадна дека на Беласица има не 2 или 3 водопади интересни и уникатни, него дека вкупната бројка е негде околу 15 убави водопади. Дел од нив допрва ќе се промовираат, некои се сосема на западната страна или југозападната страна према Дојранско. Така да навистина тие допрва очекуваме да бидат познати на луѓето и навистина некој од нив имавме можност да посетиме.
се многу интересни со така наречени джиновски лонци или базени со вода под самиот водопад, значи ископани од работата на реката или падот на водата. Некои од нив се содлабочени до 3 до 4 метри, така да навистина се многу убави појави, многу интересни појави и за туристите многу вака карактеристични за наблюдување, фотографирање, па дури да се влезе во базенот, значи да се плива и така натаму. Иако рековме, значи некогаш може да бидат доста длабоки и треба да се биде внимателен за тие подрачи. Понатаму тука се водопадите, значи во поново време што стана актуелни во изворишниот дел на Брегалница и во Пехчевско, така наречени Пехчевски водопади, кои ги има 6-7, значи вкупно, некои со височини до 12, 13, 15 метри, кои што се уникатни, повторно рековме, и многу интересни во пролетниот период, кога има поголема количина вода во нив, меѓутоа функционираат најголем дел преку цела година. Потоа Пројфелскиот водопад на Шар планина, значи, односно се извинувам на планината Кораб, кој што е најголем во Македонија со близу 130 метри височина, кој што е апсолутно, значи, највисок, најголем водопад во Македонија, меѓутоа кој што за жал функционира само во пролетно-летниот период од годината, до некаде јуни или јули месец, после тоа, бидејќи се намалува дотокот на вода, престанува да функционира се до некаде до есенскиот период или до зимскиот период. Имаме, значи, некаде вкупно околу 120 водопади. Водопадот на кај изворот на реката Бабуна, например, од Јакупица е многу убав. Понатаму водопадите во долината на Радика, значи на притоките на Радика, на Галичка река, понатаму на Росочка река водопадите, Дувскиот водопад познат и така натаму, значи и тие се уникатни појави, значи кои што некои од нив се уреден е пристапот и рековме привлекуваат се повеќе луѓе, меѓутоа значи она од природните атракции не само што не недостасува, него имаме навистина во изобилство. Проблемот е друг, што странците, па ајде да не кажам голем дел и од нашето население овдека, некако единствено што му е онака впечатливо е Охридското езеро, значи и најголем дел од капацитетите за сместување и од програмите или понудата туристичка е сконцентрирана кон Охридско езеро, кон градот Скопје и можеби нешто Битола во последно време и така натаму. Другите места, оние што велам што се многу атрактивни и каде што има голем интерес за посета, за жал, има друг проблем, тоа е недостатокот на места за преспивање, значи за сместување, недостатокот на места за исхрана, односно угостителски објекти и така натаму, така да кога ќе дојдат странски туристи, посебно од скандинавските земји, нивната замисла е да ја посетат цела Македонија. Меѓутоа, тоа мора да оди експресно, значи во што пократко време, зошто? Затоа што нема попатно каде да се сместат, посебно на оние локалитети кои се за нив интересни. Значи, оние, пример, ако сакаат да одат на Пехчевските водопади во близина, сега во Пехчево е пуштен во употреба на хотел Гогов, меѓутоа тој хотел Гогов и хотел Манастир, значи тие се некои единствени точки и Аурора, да кажеме, хотелот кој што може да прими релативно поголем број на туристи или да кажеме еден автобус со туристи. На другите места, значи скоро во целиот источен дел на Македонија немаме соодветни капацитети во североисточниот дел на Македонија, скоро да нема, освен во Кратово, хотелот Кратис, значи немаме објект каде што може да се сместат туристи, пример еден туристички автобус со 30, 35-40 луѓе, така да тука е ограничувањето, значи треба така да бидат испланирани турите, за да може некаде, пример, ако е дводневна тура, значи да се преспие, пример, во Беровско или во Пехчевско, на друго место нема таква можност да бидат блиску до природата, а да може цел автобус, например, или цела група, а да не зборуваме ако се евентуално два автобуси или две групи на туристи, значи стварно скоро не постои можност да се најде сместување за нив во оние делови кои што се непознати и за нив, а рековме и за голем дел од нашите луѓе, посебно во источниот, североисточниот дел на Македонија, и треба да се посети натаму внимание, меѓутоа и за други делови на Македонија, значи треба да се посети внимание за
оформување на такви капацитети и за нивна презентација преку познатите светски туристички портали како што се Booking.com, Airbnb, Expedia и така натаму, каде што може да најдат од своите домови, може да видат дека има солидно, пријатно сместување во некој дел од Македонија, а да не биде тоа Охрид или Скопје. Вие на вашиот портал, кога ги опишувате овие интересни места во Македонија, го назначувате и пристапот до нив. Генерално, каков е пристапот до убавите места во Македонија? Колку има места кај што не може да се дојде бидејќи пристапот е лош? Значи, пристапноста, видите, бидејќи станува збор за странците во последно време, па и нашите луѓе велиме рекреативен туризам, значи понекогаш и геотуризам и така натаму за да се видат тие геоубавини и слично. Значи, пристапноста со поголеми автобуси, например, за поголеми групи е релативно тешка или проблематична до некои објекти или до некои поеди кои што се понастрана, меѓутоа е полесна за така наречени минибуси или помали превозни средства, може да се дојде во близина на било кој објект, бидејќи и странците и секој посетител сака дел од тоа да го доживее одејќи пеш. Нормално во зависност каква е групата се. Ако е групата од повозрасни посетители и туристи, значи тие не се во можност повеќе од 2, 3, 4 километри да поминат, меѓутоа за нив обично се нудат за разгледување или за посета и такви места, значи обично пример Кратово или обично пример до Пехчевските водопади релативно лесно може да се дојде, значи бидејќи од главниот пат има уште само околу 500 метри да се видат водопадите и така натаму. Значи пристапноста е релативно добра, може да се каже, до грото на објектите, плюс тоа треба да се напомене дека во последните неколку години имаше доста проекти за маркирање, значи на патеките, за обележување со инфотабли, означување со патокази и така натаму, така да навистина целта е барем неколку стотици метри или километар, 2-3 по можност да се поминат пеш, бидејќи тоа е добро и за здравјето, добро и за да не биде целосно возење со автобус или со некакво превозно средство. Така да можеме да кажеме дека пристапноста е сосема солидна, меѓутоа, она што го кажавме, другото е главниот проблем, проблемот е главно на сместувањето, сместувачките објекти, бидејќи рековме, еве ако земеме например цела Осоговски планини, ако ги земеме, нема речиси ни еден планинарски дом во повисоките делови, каде што може групата, ако тргне на релаксирано постепено пешачење, значи, например, да преспие и да продолжи следниот ден, значи да дојде до почетната точка или до одредиштето кое што е замислено. Така да, навистина тука многу слабо стоиме, за жал, со планинарски домови, за разлика од сите наши соседи, посебно Бугарија, која што изгради и има огромен број на планинарски домови по планините, ние сме тука многу слабо стоиме. Планинарските домови или ги нема воопшто, или се во многу лоша состојба, многу ретко имаме некој планинарски дом кој што е, да кажеме, ајде по европски стандарди. Така да на тоа мора да се посети внимание, затоа што туристи кај нас доаѓаат да го видат она што е непознато, не доаѓаат за масовен туризам, освен во Охрид и во Скопје, значи другите одредници им се интересни да видат што е она уникатно, што е она што е интересно во вид на дали ќе е тоа селски туризам, дали ќе е прошетка по планините, дали ќе е прошетка и гледање на интересни пејсажи и така натаму. Меѓутоа рековме, за тоа им треба време и им треба сместувачки објект, угостителски објект, бидејќи без сместување и без храна нема никој да се реши, освен ако е авантурист, па да сака чисто така во шатор да преспи и така натаму. Значи тоа фали и во идниот период мора да се посвети внимание да се вакви објекти постават што повеќе и рековме да треба да се води сметка минимум да биде барем 20 до 30 луѓе, значи колку што обично е една таква туристичка група. Значи ако станува збор за само 5-6 посетители, тогаш навистина не правиме ништо, значи со толкава мала бројка. Во програмата Гласот од Ковината ни гостува професор доктор Ивица Милевски од Институтот за географија при Природно-математичкиот факултет од Скопје. Разговараме за географијата во улога на туризмот
Но секако кога туристот прошетува, кога гледа убавини или природни атракции, сака да се запознае и да види што народ и каков народ живее на тие места. Македонија, велиме, географски со мала површина, меѓутоа затоа сме со различни табиети, со различни традиции, со различни култури и знаеме да ги изненадиме сите оние што не се доволно информирани дека на еден мал простор можат да најдат на различно гостопримство. Но добро, ова е само да речам еден вовед во една тема која што можеме да ја крстиме зошто сметате дека сме такви какви што сме. Да, тоа и со, да кажеме, со сите и поранешни, историски, па и сегашни настани што се случуваат, интересно е, значи како географ кој што го познава добро просторот, ајде да кажеме, ништо не чуди зошто постојат толкави разлики, дали ќе се разлики во јазикот, во дијалектите, дали ќе се разлики во, што велите, во табиетите и така натаму. Во светот тоа се смета за едно големо богатство, значи токму тие разлики се големо богатство за тој простор или за таа држава. Кај нас се богатство, меѓутоа понекогаш представуваат, ајде да не кажам, и некако вид на хендикеп, значи одредени пречкања или одредени фаворизирања, дали тој простор, еден простор или другиот простор, или односно луѓето кои што се наоѓаат во еден дел на државата или друг дел на државата. И сега сплет на околности довел до тоа, значи на повеќе фактори довел до тоа да постојат толкави разлики, например, на населението, да кажеме, од Струмичко и од Кумановско, или од Охридско и од Кочанско и така натаму. Значи, навистина, големи разлики во менталитетот, во темпераментот, во пристапот и така натаму. Тие разлики, интересно е да споменеме дека познатиот географ Јован Цвиќ ги забележува уште во почетокот на минатиот век, значи таму некаде 1903, 4, 5 година, кога ја пропатува Македонија, значи, па и претходно неговите патувања, значи околу 1900-1901 година, значи забележува дека населението е навистина, значи на само расстојание од 2-30-40 км пример од Скопската котлина кон, например, Славишката котлина или кон Кратовско или Паланечко, значи постојат големи промени. И дури тој се обидува да го објасни зошто е тоа така. Зошто всушност голем дел од објаснувањата идат во овој правец, дека територијата на Македонија, значи, колку што геологијата во минатото, значи, направила да биде интересна и да биде карактеристична со голем број на планини и котлини, толку тие планини представуваат и тога, посебно порано, меѓутоа дури и денес представуваат едни бариери, сообраќајни, културни, секакви, значи, транспортни бариери, значи, кои што оневозможувале или го намалувале протекот на населението, значи, или транспортот на различни стоки, комуникацијата меѓу луѓето била отежната. Пример, за да комуницираат луѓето од Славишката или Киропаланечката котлина со луѓето од Кочанската котлина или од Пијанец, например, морале да преминат преку Осоговските планини, кои што наместа се високи и преку 2000 метри. Секако, посебно во зимскиот период, тоа било, значи, велиме и сега, меѓутоа може да замислиме како било пред 50, 100, 150 години, значи, навистина представувало голем проблем. Или за некое население кое што е од подрачјето на Скопско за да дојде до Охридско или пак да дојде до Пелагонија и така натаму, значи повторно преку високи планински масиви. Така да тие високи планински масиви кои што денеска ни се атрактивни, значи долг период, па да кажеме, рековме дури и денеска, представуваат, значи, една голема бариера со која што комуникацијата порано меѓу луѓето била сведена на минимум. Понатаму, секоја котлина се одликува со некоја своја типична клима. Значи, многу се разликува климата во Кочанско, со климата во Кумановско, со климата во Скопско, во Полок и така натаму. Бидејќи постојат разлики во топографијата, во климата, има разлики и во хидрографијата, значи некои области во Македонија се многу побогати со вода, други се многу посиромашни со вода. Од тука некои лесно ги задоволиле потребите за вода, дури и, да кажеме, одвишок има на вода, за разлика од некои подрачја како што се централниот дел на Македонија, како што е источни делови на Македонија и така натаму, каде што
оскудеваат со вода, па заради тоа уште на времето се јавиле депопулациони процеси поради недостигот на вода. Понатаму, поради сите тие фактори има разлики големи во растителниот и животинскиот свет. Значи, многу побогата со растителен и животински свет генерално земено е западниот дел на Македонија во однос на централниот и на источниот дел. Потоа, почвите, исто така, значи, многу поплодни почви генерално има во северниот, западниот дел на Македонија, во Пелагонија и така натаму, во однос на централниот дел на државата или во однос на источните делови на државата и така натаму. Па од тука разликите во количеството на произведена храна и задоволувањето на своите потреби и така натаму. Сето тоа придонело со векови да се изгради еден, заедно со историските услови, значи историските услови секако имале многу големо влијание, значи да се изгради една разлика во менталитетите, да кажеме, на луѓето, така да велам, уште Јован Цвиќ, меѓуто и пред него констатира дека за разлика од луѓето кои што се во западниот и југозападниот дел на Македонија, кои што се многу поотворени за комуникација, кои што се многу по-шаливџи, да кажеме, кои што сакаат да се нашалат и на своја сметка и така натаму. Значи, забележува 1901, 2, 3 година дека луѓето во источните делови на државата, посебно североисточниот дел на државата, се многу повеќе затворени, не сака да комуницираат и така натаму. И, например, да кажеме, се објаснува освен со географските фактори, со историските фактори, односно со големите зулуми и големите, да кажеме, проблеми што ги имале со османлиското, за време на османлиското робство во тој период, значи за време на Карпашовото востание знаеме дека огромни комплекси на шума се запалени за да се заштити Турската империја од ајдуците и така натаму, значи од ајдуцството и слично. Значи, зулумите биле доста изразени и можеби заради сето тоа, да кажеме, луѓето станале меѓусебно, значи помалку комуникативни, станале во некоја смисла бидејќи на оние што подкажувале за некои работи на османлиските структури, значи имале одредени привилегии и уште тогаш можеби тоа подкажувачкиот елемент, значи да се каже што сака комшијата да направи или што сака некоја цела. Кодошлакот, значи уште од тој период се објаснува со такво нешто и она што го имаме и денес што е присутно и очигледно да повеќе истакнат локал патриотизмот отколку национал патриотизмот, значи некогаш повеќе луѓето се сметаат за кумановци отколку што се сметаат за македонци или повеќе за паланчани отколку македонци и така натаму. Зошто? Затоа што рековме овие големи релјефни бариери не условиле големо мешање на населението и со тоа мешање на нивните и интереси, и комуникации, мешање на различни идеи и така натаму, него луѓето дури и денеска има некои подрачја во Македонија кои што се уште затворени и, например, дали ќе е тоа случај со бракови, дали ќе е случај со комуникација, се одива во тие затворени подрачја, значи се уште слаба комуникација со други делови, па како резултат на релјефни бариери, на културно-традицијски бариери и така натаму. Така да, сакам да кажам, интересна работа да од една страна релјефот, карпите, минералите што ги имаме уникатни и кои што се многу вредни за наше подрачје, од друга страна представувале историски хендикеп во тоа создавање на една еднолична нација, да кажеме, и чувството за припадност на таа нација, бидејќи рековме, еве и сега е она многу застапено, значи се тргнува пред се од локалното, па понекогаш се тргнува дури и од личното или себичното, па тогаш се оди према локалното и на крај доаѓа она националното наместо да биде обратна релацијата. Така, од физичка географија малку преминавме и во етногеографија, но секако географијата како наука подразбира повеќе сегменти. Во Институтот за географија има ваши колеги, има професори кои што се специјалисти за одредени, да речам, делови од географијата. Како стоите со млади кадри, со студенти, со постдипломци?
Што се однесува до младите кадри, значи за среќа имаше онај закон што беше предадено време за трансформација на работен однос, така да тие што беа како демонстратори кај нас што работеа, значи со трансформацијата сега се избрани во асистенти, така да ни е драго што имаме 5-6 млади луѓе кои што значи се веќе тука за на да кажеме на стален работен однос. Меѓутоа, она што го спомнавте, значи географијата е многу широка, значи многу теми опфаќа. Не е тоа само опис или не знам што, него имаме и ние многу фундаментални и екзактни научни дисциплини во рамките на географијата, а од друга страна имаме и многу подрачја во Македонија кои што се само делумно или до некаде спомнати, не проучени доволно, а е многу битно. Значи, она што велиме како национална дисциплина пред се, многу е битна географијата, дури во овие времиња кога е потребно цело време да го објаснуваме идентитетот или да укажеме кои сме, што сме и како сме и така натаму. Така да, вкупниот број на луѓе овде, кај што сме моментално некаде 6-17-18, сметам дека воопшто не е доволен да се покријат, значи, сите тие елементи, да, например, еве работиме дел од физичка географија, ние на физичка географија сме само тројца, односно со младиот кадар што ќе биде младата асистентка сега, значи 4 вкупно, што навистина, значи ако земеме во предвид дека во тој сегмент се обработуваат, значи геолошките елементи, релјефот, и тоа гледате колку различни типови на релјеф имаме кај нас, минералите, понатаму тектониката, понатаму водите, подземни, површински води, климата, потоа почвите, географска распространетост на почвите, понатаму некои други физичко-географски елементи и така натаму, значи навистина би требало барем по 2 стручњаци да има за секој од споменатите области, а ние сме вкупно 3 професори и 1 асистент, што навистина стварно не е доволно, за да се покажеме пред светот кои сме и што сме, значи треба стално да се публикуваат трудови за нашата држава, не само на македонски и на англиски, односно на странски јазици, за да се добие добра представа за нас, бидејќи сега се случува кај нас, за жал, тој така наречен научно-истражувачки колонијализам, односно доаѓаат од институции и од универзитети кои што имаат доста повеќе финанси и човечки кадар на располагање, доаѓаат, вршат истражувања кај нас и за жал, значи понекогаш најчесто се коректни истражувањата, меѓутоа малку во по незгодно светло не представуваат, значи не како онака како што ние самите би се представиле себе си, него како што диктира, да кажеме, еве, дали често пати не сме представени ни под уставно име или други некои проблеми се јавуваат и така натаму, а и велам дека никој не може подобро да напише за нас отколку ние луѓе кои што тука работиме и кои што цел животен век би го поминале тука, па и нашите деца би го поминале тука. Така да навистина многу повеќе треба да се посвети на домашната наука и посебно велам за националните дисциплини кои што ќе фрлат светло, убаво светло за нашата држава во Европа и пошироко, и навистина очекуваме стварно на тој сегмент да се обрне многу поголемо внимание. За жал, морам да спомнам, за жал, она што навистина ми е и мене како стручњак и научник тешко, тоа е што некои млади кадри кои што располагаат со огромни знаења и кои што имаат огромен научен опус, значи за нив како да нема место овде као Македонија, а од друга страна се многу добре дојдени, имаме примери во Унгарија, наш соработник, значи замина затоа што немаше тука место на универзитетот и така натаму, другиот замина во Франција и така натаму, значи тие одлични луѓе, штета е навистина што не можат, значи тие во разговорите со нив не сакат ни не знам каква плата, онаква каква што е за сите останати. Нивната единствена цел, барем на дел од нив, е да направат колку е можно повеќе за Македонија и би требало навистина понатаму да се обрне внимание на тие луѓе што сакаат тука да останат да работат, а кои што се веќе препознаени во светот, да им овозможиме такво нешто. Само
Едно кратко прашање. Ме подсетивте кога рековте странски истражувачки експедиции. Ако не се лажам, со години или подолго време, германска една географска екипа или каква, не знам што, и го истражува Охридското езеро или дното на Охридското езеро за да го лоцира датумот на постоењето на ово езеро, ако не се лажам. Да, значи, тоа е можеби најдобриот пример, тоа се геолози, седиментолози, биолози и така натаму, кои што знаат, значи во светот, ја зошто велам некои работи кај нас многу помалку се знаат него во светот. Значи се знае дека Охридското езеро во европски рамки дека е жива лабораторија и дека може од него да се добијат најразлични податоци, дури податоци за она како се создавала Европа во последните 2-3 милиони години. И сега тие даваат, значи, фантастични суми од своите буџети, универзитетите издвојуваат, буџети кои што се 10-15 пати поголеми од вкупниот буџет на Македонија за наука, што е малку вака чудно да кажеме. Не би требало да е така, значи и вршат страшно детални истражувања, меѓутоа не е само тоа, значи еве во последно време групи истражувачи од Италија преку неколку нивни универзитети, значи вршат идентификација и утврдување на староста на глацијацијата кај нас, значи пред колку време се случило тоа. Понатаму групи истражувачи од Унгарија исто така сега очекуваме да почнеме истражување исто така на делови од планински масиви кои нас, бидејќи и тие процениле дека имаме доста вредни работи кои што треба да се доистражат. Сето тоа е во ред, меѓутоа би требало да настапиме како партнери овдека од Македонија, ама за да настапиме како партнери треба да имаме и соодветна човечка екипа и соодветни финанси, бидејќи знаете, незгодно е или во никаква положба е човек ако доброволно онака од своја можност и љубов према науката и према државата, значи настапува, а од друга страна имате екипа од 15-20 истражувачи со можеби буџет од 1-2 милиони евра и вие тука како иде, што иде, значи не можете да дадете некој не знам каков аутпут или не знам каков придонес и нормално е во такви услови, значи кога ви учествувате со помалку од 1% од луѓе и од буџетот во такви големи проекти, нормално е дека ќе бидете во подредена позиција кога ќе се пишува нешто за Македонија или кога ќе се пласира нешто за Македонија. И затоа велам, апелирам, убаво беше она пораката порано владата што ја кажа знаењето е сила, знаењето е моќ, меѓутоа знаење без пари и без поддршка, значи не може да се постигне, да се достигне во онаков обем каков што е потребен и како што го бара Европа и светот. Години наред и нашите пештери се под интерес на светски спелеолози или спелеонуркачи, можеби и географи. Така, значи, ние со доста колеги сме правеле муабет, значи сме разговарале. Интелектуално и со своето знаење по ништо не заостануваме зад странските колеги експерти, дали ќе се тоа спелеолози, дали ќе се од други области на науката. Меѓутоа, нивната голема предност е, пак ќе кажам, значи, тоа што има добри финанси на располагање, не зборувам како плата или како не знам што, меѓутоа како можност да посетат бројни странски институции, да видат со кои нови технологии се работи, да користат нови технологии, да користат не само компјутери, бидејќи тоа е најмала работа, него лаборатории со кои што може да се утврди староста на некој објект, или да се видат микропроцесите кои што се одвиваат на некој простор. Или, например, еве, италијаните сега што работат кај нас и што пласираат уникатни резултати во европски рамки, е само благодарение на тоа што има достапност до апаратура, која што чини некаде околу 1,5 милиони евра, и со која што апаратура можат било кое парче камен да датираат колку е неговата старост. Така да тие, за жал, преку Италија ќе одат сите, да кажеме, сознанија за Македонија, зошто? Затоа што кај нас еве не можеме такво истражување да направиме ние самите, иако значи сме свесни каде, што, како имаме, кое може да биде од особена вредност и така натаму. И затоа велам некако сме колонијално сега поставени према сите посилни европски истражувачки центри, универзитети и така натаму, така да колку и да сакаме сегментарно нешто или дескриптивно може да опфатиме во наши истражувања, меѓутоа ако сакаме нешто длабински, значи во детали да истражиме,
немаме можности, бидејќи едно датирање на некој, да кажеме, да се одреди точно староста или карактеристиките, отприлике е 10-15.000 евра. Навистина ние како поединци, па и како институција, тие пари за нас се навистина огромни и недостижни, а од друга страна тоа е во интерес на државата. Значи, во интерес на државата е да си собере податоци за она што го имаме на наша територија, колку вреди, колку е старо, колку е уникатно и тоа да го прикаже на светот како некоја наша лична карта и да се сознае дека и науката, меѓутоа и природата и сето тоа што го имаме е навистина еден многу значаен дел од европскиот простор. Ете, почитувани, тоа е, да речеме, еден сегмент од разговорот со професор доктор Ивица Милевски од Институтот за географија. И вие кои што редовно следите програмата Гласот од ковината сте сведоци, а и ќе бидете и понатаму сведоци на убави прилози токму од Институтот за нашите убави места, за нашите места кои што ретко кој ги знае или кој ги знае сака да ги посети уште еднаш. Професоре, ви благодарам за овој разговор во програмата Гласот од ковината. Благодарам и на вас за разговорот и се надевам во некоја следна прилика за некоја слична интересна